Како сте? Кога се има вакви студенти, солкава посветеност и солкава љубов кон книжевноста, да сум добре. Да не сте го запишале овој факултет, кој би го запишале? Ако не го запишев овој факултет, сигурно не ќе запишев некој друг. Се сеќавам, во 2009-та, кога се запишев на додипломски студии, во листата на примани студенти, погрешка. Наместо во листата на катедрата за македонска книжевност и култура, што тогаш беше катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, се најдов во листата на катедрата за македонски јазик. И веднаш поднесов приговор. Сите ме прашуваа зошто, затоа што на таа листа бев на првото место. Мојот одговор тогаш беше едноставен. Мојот избор е да се посветам на македонската книжевност. Знам дека на таа катедра најмногу ќе можам да го осознам тоа што за мене е предизвик. Со секој ден од студиите, се повеќе и повеќе ми се потврдуваше дека го направи вистинскиот избор. И денес, немалку години потоа, мислам така. Како дојдовте до идејата за македонска љубовна лирика? До идејата дојдовме за тоа што не еднаш е речено дека не е тешко да се влюбиш, ама тешко е да го кажеш тоа. На македонскиот поет и во соцреализмот, и во модернизмот, и во постмодернизмот, и во ова време на изразит индивидуализам, преку стих, не му е тешко да го каже тоа. И македонска љубовна лирика потврдува дека и во ова наше време може вистински да се љуби, меѓутоа може и македонската поезија да се чита со страст. Во книгата Македонска љубовна лирика е одговорот на прашањето како се љуби на македонски. Во оваа книга секој може да ја најде својата песна. Кој од професорите најмногу влијал врз вашиот книжевен развој? Во текот на додипломските студии, па и потоа во текот на магистерските, на вториот циклус студии и сега на докторските, секој професор од катедрата вградил нешто во мене. Она што сум јас денес, резултат на она што била и што денес е катедрата со вовод на сите професори. Сепак, со текот на времето, со работката и насоченоста кон одредени области ме упати кон соработка пред се со професорката Весна Мојсова-Чепишевска, а потоа и со професорот Венко Андоновски и со професорот Трајче Станевски. Искрено, мислам дека сум среќен човек што има можност во себе да има дел од она што го вградиле сите професори од катедрата и што сега има можност да се работува со овие професори. Средновековна книжевност или современа македонска книжевност? И двете. Омилен цитат. Во љубовта и во поезијата се е речено, а сепак се треба допоре да се рече. Блаже Конески. Книга која би ја понеле на пуст остров. Тешко дека би заминал на пуст остров, а ако заминам со себе не би понел само книга, туку би понел и некоја личност, некои личности. А ако понесам и книги, тоа ќе бидат книгите за кои што честопати сум помислил дека овде со ова темпо на живот немам време да ги дочитам или исчитам до крај. Кој лик од книга би сакале да бидете, а кој да го имате за пријател? Би сакал да сум во улогата на Дон Кихот на Сервантес, да видам дали од позиција на книжевен лик Дон Кихотовството изгледа онака што изгледа во нашиот свет надвор од книжевното дело, а ако треба да избирам еден книжевен лик кој што би сакал да го имам за пријател или пријателка, би се одлучил за Велика од Пилења Петра Андреевски. Изрецитирајте дел од вашата омилена поезија која прва ви паѓа на памет. Со години наназад, во тишина, Ацо Шопов. Ако носиш нешто недоречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина. Тишината сама ќе го рече. Град на кој секогаш му се навраќате. Сепак родното Скопје. Каде и да сум отпатувал, каде и да сум заминал, колку и да сум пристојувал надвор од дома, сепак дома си е дома. Што би им порачале на идните студенти на катедрата за македонска книжевност и култура? Се уште живееме во време на стереотипи. Никој ќе ве праша, а
какви се перспективите ако студирате на оваа катедра? Се што сега ќе речем. Многу големи. Кои се тие перспективи? Најдобро ќе сватите ако дојдете овде, на катедрата на која што не само што се изучува книжевноста, туку и се живее со книжевноста.